Маријан Маринковски има 50 години и живее во Илинден со своето семејство и е активен член на животната средина и во црковниот одбор. Се уште е посветен на спортот. Тој е пензионер од МВР, каде бил командир и лидер на тим на МВР. Тој, благодарение на своите поранешни професии, има и долгогодишно искуство во организација, координација и управување со луѓе и ресурси. Дисциплината, честноста и почитувањето на законот ќе бидат основните принципи што ќе ги применува во континуитет за подобро управување со општината. Во полицијата научил дека за секој предизвик мора да постои план, стратегија и одговорност, а истото ќе го примени и во локалната самоуправа, која најпрво планира да ја исчисти од корупцијата. Ја добивте довербата од партијата. Зошто мислите дека ја заслужувате довербата и од граѓаните? Моментално се наоѓаме во моето родно село, каде што и живеам, село Бујковци, во кругот на црквата Успение на Пресвета Богородица. И мештаните на село Бујковци и околните села и цела општина е познаваат како чесен, дисциплиниран, одговорен работник, кој работи со план, со стратегија и одговорно. Оние што беа со мене во нетешките моменти за Република Македонија, знаат за мојата способност за организација, координација и управување со луѓе и ресурси. Ќе работам честно според законот и правото. Каква ќе биде вашата кампања? Мојата кампања ќе биде транспарентна, насочена кон конкретни решенија. Решенија за спојување на одводната канализација на сите населени места во општината Илинден, а не само на населените места во централното подрачје на општината. Она што беше ветено од претходниците и од сегашниот градоначалник на општина Илинден, дека во населените места од источниот дел ќе изгради паркови и зеленила, спортски терени, не беше направено. Јас тоа ќе се потрудам сето тоа да го направам и да граѓаните бидат задоволни од мојата работа. Пред се ќе се насочам на спојување на одводна и атмосферска канализација на сите населени места во општината, а не само населените места од централниот дел на општината што се. Средување исто на патната инфраструктура, пошумување, затоа што нашите села од источниот дел беа богати со шуми, меѓутоа никој од досегашните градоначалници не презема мерки, ниту во координација со МВР, ниту со шумска полиција, да ги спречат шумските кражби. Тоа се случува на место викано Курило, Ајватовски рид и место викано Драганово, каде од страна на дрвокраците ни се пустошат шумите, а тие се забели или имоти на наши граѓани од Ајватовци, Бујковци, Мршеци и Миладиновци. Која е првата работа што ќе ја направите откако ќе станете градоначалник на општина Илинден? Целосно ќе сменам работата на општината. Секојдневно ќе имам среди и комуникација со луѓето, со граѓаните во општината, за решавање на нивните проблеми, а потоа ќе се зафатам со целосно расчистување на корупцијата во општината. Барањата и предметите кои имаат поднесено граѓаните на општина Илинден во општината да бидат решени и одговорени во најкраток можен рок од 5 до 7 работни дена, а не да седат некои и со месеци и со години на бироата, а некои да завршат и во фиоки и во кантите за ѓубре. Ќе се зафатам со целосно искоренување на корупцијата во општината. Од најмалите злоупотреби до најголемите тендерски шеми. Што е она што најмногу му замерувате на досегашниот градоначалник? Не е само на досегашниот градоначалник. Да не кажем и на неговите ментори претходно. За поставеноста на населените места од источниот дел од општината. Да ги наброиме. Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци, Текија, Дељадровци, Бунарџик, Ајватовци. Значи, тоа се села што гравитираат и од каде што минуваат повеќе жители на општина Куманово и од општините Свети Николе,
општините Велес, бидејќи работат во индустријските зони во општина Илинден. Никогаш не се спомнати бранителите, ниту од сегашниот градоначалник, ниту од претходниците негови. 24 години барањето на бранителите стои некаде во ќош. На една од првите седници на Советот ќе поднесам иницијатива до Советот на општина Илинден, као градоначалник, и ќе побарам истата да биде изгласана. Да нашите бранители, кои стоја на браникот на нашата држава 2001 година, да добијат привилегии, да не плаќаат комунални давачки према општината, за вода, за ѓубре и да бидат ослободени за плаќање на данок на имот. А воден по одлуката на општина Сарај од 2022 година, каде што припадниците на така наречената ООН се ослободени од сите давачки кон општина Сарај. Кои конкретни мерки ќе ги предложите во општината, а да се однесуваат на младите и на нивно задржување во општината, да не си заминуваат? Во општина Илинден има многу млади кои се академски граѓани на Република Македонија, дури и магистри. Меѓутоа се принудени да работат други работи надвор од струката, за да преживеат и да имат екзистенција. Као градоначалник на општина Илинден ќе се потрудам и ќе поборам од работодавците и собствениците на фирми кои фигурираат и работат на подрачјето на општина Илинден да приоритет при вработување во фирмите и компаниите имаат младите од општина Илинден и другите граѓани од општина Илинден во зависност од стручната спрема и образование. Сите се жалат на нехигиената во внатрешните делови на општината кои се под ингеренција на општината. Дали имате конкретни мерки и планови како ќе им обезбедите на граѓаните чиста и еколошка животна средина? Со поголема ангажираност на вработените во јавното комунално предпријатие да секојдневно се чисти отпадот по улиците во општина Илинден, секојдневно чистење на контейнерите во општина Илинден, ќе се намали и нехигиената. Меѓутоа, ќе барам и совест од граѓаните. Ќе стапам во контакт со компании кои вршат рециклажа на отпад, со тоа што ќе има и добромити општината. Комуналните инспектори целото работно време ќе бидат на терен, затоа што ние гравитираме со општина Куманово. Многу возила ни поминуваат низ општината. Имаме случаи да тие граѓани што поминуваат низ нашата општина да фрлат смет, отпад било каде низ општинава и да стварат диви депонии. Работата на инспекторите да го спречат тоа и да има санкции за да не се градат диви депонии понатака во општина Илинден. И на крајот едукација на немладите за еколошките придобивки.